Почитувани граѓани, почитувани новинари, представници на медиумите, почитувани млади луѓе, почитуван председателя, почитувани велешани. Сум имал среќа да стигнем до позицијата генерален секретар на најголемата политичка структура во државата Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, иако не сум нечи син, ниту ме поставил некој на таа позиција за некаква цел. Едноставно, сум се трудел повеќе од другите и трудот имало кој да го цени. Ферски, без протекции, како што треба да е во целокупното општество. Знам како е до целта да се стигне со работа, со труд и со многу напор. Свесен сум дека мојот случај е редок и дека не е правило во нашето општество. Свесен сум дека на повеќето млади во земјата не им е лесно да испливаат на површината. Токму затоа се борам да ги промениме тие состојби, да направиме да биде правило квалитетот да испливува на горе, а на дното да останат оние кои што се неработници, оние кои што сакаат без капка пот да ги жнеат плодовите. Затоа направивме модел кој ќе обезбеди младите луѓе да се развиваат и напредуваат дома, а не во странство. Да извезуваме македонски брендирани производи, но македонците да ни останат дома, тука, и во истокот, и во целата земја. Квалитетот и знаењето да се ценат, а не партиските книшки и врските. Нашите млади заслужуваат еднаква и фер шанс. Да нема веќе привилегирани. Во изминатите 3 години ја зголемивме понудата на работни места и го олеснивме патот до прво вработување на секој млад човек. За повеќе од 13% ја намаливме стапката на невработеност кај младите, но уште многу работа имаме, бидејќи таа се уште е на високи 35%. Преку конкретни мерки инвестираме и во младите фармери и земјоделци. Затоа за 100% го зголемивме грантот за поддршка на младите земјоделци од 10 на 20.000 евра. А од оваа година за секој млад човек кој што ќе се занимава со земјоделство, 3 години е ослободен од плаќање на закупнина на земјоделското земјиште. Со грантови во висина од 5 до 15.000 евра обезбедуваме директна поддршка за младинското и женско предприемаштво. Предвидуваме 0% персонален данок за IT индустрија, 0 данок за стартап на млади до износ од 3 милиони денари промет. За сите нововработени до 29 години ќе има поврат на персонален данок во првите 2 години од работењето. Парите одат директно на сметка на младите. 129.000 млади луѓе и во време на ковид криза добиваат поддршка за домашен туризам и за купување домашно. Ако сакаш иднина овде, ако ја гледаш тука желбата да се развиваш и живееш, изборот денеска е лесен. За жал, европскиот пат, европскиот прогрес и економскиот развој на македонската економија не е можен со назадна понуда како празната популистичка и националистичка пропаганда на ВМРО ДПМНЕ. Истата партија, која иако се удира во гради дека е патриотска, гласаше против се што е добро за граѓаните. Гласаше против минималната плата да биде покачена. Гласаше против повратот на данокот на додадена вредност. Гласаше против законот за воведување на зелена нафта, против укинувањето на радиодифузната такса и гласаше против се што е добро за граѓаните. Затоа, почитувани граѓани, изборот на 15 јули за граѓаните, за вас е многу јасен и многу лесен. Ќе одиме напред сите ние, сите граѓани, сите партии, или другата понуда е да го вратиме бегалецот од Будимпешта назад во нашата земја. Ќе одиме напред, бидејќи заедно можеме. Благодарам.